Вие сте на програмата на К3, а во ово издание на Дневникот ќе гледате. Ден на жалост во Македонија во чест на загинатите од поплавите во Скопскиот регион, знамењата пред државните институции на половина Копје. Општина Куманово одвои $1.000.000 за поплавените региони кои беа зафатени од невремето во саботата. Голем број на пожари беснеат во Португалија. Борко Ристовски официјално представен како нов голман на Барселона. Следите Дневник на К3, добар ден. Понеделник 8 август 2016 година определен за ден на жалост во Република Македонија. Одлуката ја донесе владата на вчерашната вонредна седница. Владата на Република Македонија донесе одлука за постоење кризна состојба во Скопскиот и Тетовскиот регион во траење од 15 дена, како и одлука за доделување еднократен паричен надомест во висина од $300.000 за семејствата на загинатите граѓани, се вели во соопштението од владата. Како што се наведува, Дирекцијата за заштита и спасување е задолжена целокупната опрема од сите региони во државата да ја стави на располагање во кризните региони, а на општините кои располагаат со вакуум цистерни им се препорачува да ги стават на располагање на град Скопје. Донесена е одлука за доделување нафта за потребите на Дирекцијата за заштита и спасување, јавното претпријатие Македонија Пат, Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи. Заклучено јавното претпријатие за државни патишта да изврши санирање на обиколницата која беше оштетена во невремето. Во контекст на поефикасно и побрзо проценување на направените штети, а со цел формирање поголем број на комисии за проценка на истите, владата ги задолжи државните институции да делегираат лица кои ќе бидат ставени во функција на општинските комисии за проценка на штети, се вели во соопштението од владата. Во текот на вечерта, владата ќе одржи уште една седница на која повторно ќе биде разгледана моменталната ситуација и се очекува да бидат утврдени нови мерки и заклучоци. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги поради прогласениот ден на жалост ги повикува радиодифузерите да ја приспособат програмата. Музиката што ќе ја имитуваат ќе биде од музички жанрови соодветни за денови на жалост, а забавните шоу програми, хумористичните емисии или играната програма од жанрот комедија, планирани да се емитуваат денеска, ќе ги прераспределат за други денови од седмицата. Ова важи и за рекламирањето, додека за други форми на комерцијални комуникации нема ограничувања, стои во соопштението од агенцијата. Радиопрограмските сервисери денеска се ослободени од врската согласно законот да обезбедат одреден процент од емитувана музика да биде инструментална од македонски автори и автори на етничките заедници. Во Република Македонија денеска е прогласет ден на жалост поради големиот број човечки животи загубени во временската непогода која ги зафати Скопје и околните места. На отворениот телефонски број 143 400 сите хумани граѓани со едно јавување преку сите мобилни оператори може да донираат по $100 за помош за жителите во подрачјата погодени од невремето. Средства може да се донираат на жиросметка на Фондот на солидарност, додека во магазините на Црвениот крст во Момин поток од 8 до 18 часот може да се предава помош во храна, вода, пелени, средства за хигиена, дезинфекција. Вчера и Сојузот на стопански комори ги повика компаниите да се вклучат во обезбедување помош за настраданите. Подршка пристигнува од повеќето општини, како и од државите од соседството. На социјалните мрежи од синок и ресторани од Скопје нудат топли оброци за жителите на погодените подрачја, а приватни хотели сместување. По страшната природна катастрофа што го зафати главниот град и селата во околината, граѓаните на Република Македонија преку социјалните медиуми презема иницијатива за помош на настраданите. Со повик на телефонскиот број од сите мрежи 143 400 се донираат $100 за хуманитарните активности на Црвениот крст. На специјализираната мапа на Google поставени се хуманитарните пунктови во кои може да се донира помош за настраданите во поплавите. На мапата се прикажани прифатните центри за укажување помош на граѓаните кои имаат потреба. Информации околу поплавените подрачја граѓаните може да најдат на социјалната мрежа Facebook во групата Хуманитарна помош за поплавени семејства во Скопје. Во групата има 24 часа достапен администратор за логистика и давање помош. По невремето кое го зафати Скопје, за 48 часови преку телефонскиот број собрани се $5 милиони наменети за поплавеното население. Отворена е и донација на средства во денари.
Фонд на солидарност на Црвениот крст на Република Македонија, на која може да се донираат парични средства. Председателот на Сдруженијето на банкарство при Стопанска комора на Македонија, Коста Митровски, ги повика банките да се вклучат во донирањето хуманитарна помош за жителите од настраданите подрачја од поплавите во Скопје, во вид на вода, храна, хигиенски средства. Приватните компании 5 дена треба да ги ослободат од работа вработените кои живеат во подрачја погодени од поплавите, препорачува Министерството за труд и социјална политика. Препораката, како што соопшти Министерството, е согласно задолжението на владата од седницата која беше одржана вчера. Едногласно советниците од различни политички партии одлучија Куманово да одвои 1 милион динари за поплавените региони на град Скопје. Средства од општинскиот буџет ќе добие и семејството на починатата сограѓанка Жаклина Божиновска, која животот го загуби на обиколницата во завчерашното невреме. 1 милион динари одвои општина Куманово за поплавените региони на град Скопје од завчерашното невреме, а одвои еднократна парична помош од 180.000 динари за семејството на починатата сограѓанка Жаклина Божиновска, која животот го загуби во невремето во Скопје. Советниците денеска едногласно ја донесоа одлуката за помош на регионите на градот Скопје кои беа зафатени од невремето. Тие со едноминутно молчење ја започнаа седницата во знак на почит на настраданите. Овој пат општина Куманово покажува дека е хумана општина. Со одлука на Советот на предлог на градоначалникот издвоивме 1 милион денари како помош на општините на територија на град Скопје кои што се засегнати од оваа елементарна непогода, што се однесува до нашата сега веќе покојна сограѓанка Жаклина Божиновска. Како помош на нејзиното семејство одвоивме 180.000 денари, скромна, незначителна помош, но верувам дека во овие тешки моменти ќе се најде на секој од засегнатите. Воедно ја користам оваа прилика во моје име и во име на колегите да го искажам моето најдлабоко сочувство, првенствено на семејствата кои што имаат загубено членови на нивните семејства, а воедно и да ја искажам мојата солидарност со сите засегнати семејства од оваа елементарна непогода. Дел од советниците од општините кои беа зафатени од невремето контактирале со општина Куманово и посочиле оти најпотребна е техничка помош, градежни машини, оператива и оспособени лица за чистење и одржување на инсталации. Куманово веќе ги стави на располагање расположливите капацитети. Сите знаеме што се случи, како се случи. Би искористил приликава да изразам соучество на сите фамилии кои што има жртви во непогодата која што се случи во Скопје и околината. Денес одржавме воредна седница на Советот на општина Куманово, дадовме некоја, ја би ја нарекол символична помош до општината Скопје, до градот Скопје. Пратени се возила и луѓе од јавните предпријатија кои што исто така ќе помагаат. Ние како партија уште вчера организиравме хуманитарна акција за собирање на најнеопходни средства за помош на граѓаните кои што ги задеси ова непогода, би ја нарекол. Собравме некаде околу 4 тони вода, сокови, храна и средства за хигиена. Акцијата продолжува и понатаму. Координаторот на советничката група на Коалиција за подобра Македонија Драган Питковски апелираше до сограѓаните да донираат, на секој начин да се помогне на жителите зафатени од невремето. Унијата на млади сили и Унијата на жени при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово на плоштадот организираа собирна хуманитарна акција за настраданите од невремето. Акцијата започна во 14, траеше до 19 часот под председателот на Унијата на млади сили Никола Перовиќ со апел до сите хумани граѓани да донираат парични средства, вода и хигиенски препарати. Во текот на денешниот ден Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН и Унијата на жени при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово се собравме и во период од 14 до 19 часот организиравме штанд на кој што ќе собираме донации за оштетените луѓе во поплавите што го зафатија градот Скопје во текот на минатата ноќ. Штандови ќе бидат поставени во текот на утрешниот ден и користиме оваа прилика за да ги повикаме сите хумани граѓани кои што се во можност да дојдат да достават своји донации вода или хигиенски средства со што ќе им помогнеме на засегнатите семејства од поплавите во Скопје.
И општинските власти од Крива Паланка бројни правни и физички лица се одзваа на повикот за донации за помош на настраданите во невремето во Скопје. Тие масовно се одзваа на акцијата за помош и собирање средства, што ја организираше Унијата на жени при општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Крива Паланка. На хуманитарната акција за настраданите во невремето во Скопско, која се случи на 6 август, беа собрани големи количини вода за пиење, средства за хигиена и парични средства, она што во моментот е најнеопходно. Хуманоста ја покажаа буквално сите кривопаланчани кои масовно се одзваа на повикот. Донираа градоначалникот, председателот на советот, но и голем број граѓани од приватниот сектор и бројни физички лица. Унијата на жени на ВМРО ДПМН заедно со поддршка на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Крива Паланка денеска организираше хуманитарна акција со цел помош на настраданите лица, настраданите семејства во поплавите во Скопје. Како што може да забележите на камерата, граѓаните денеска масовно се одзваа на нашиот повик и имаше поголем број донации, вода, парични средства и како средства за хигиена. Акцијата траеше 3 часа, од 18 до 21 часот. Митовска Давидовска изрази сочувство до семејствата на сите настрадани во катастрофалното невреме, со големо жалење до семејството Велиновски од Крива Паланка, кое во оваа непогода трагично ги изгуби 39 годишната мајка Марина и нејзиниот малолетен син, 6 годишниот Јован. Искрено жалење за се што се случуваше во Скопје, сочувство до семејствата на настраданите, особено до семејството Велиновски, кој што се од Крива Паланка, сочувство за настраданите членови од нивното семејство. Починатата Марина Велиновска беше мајка на 2 деца. Неофицијално, во моментот на невремето целото семејство се враќало од годишен одмор. Таткото, кој е професионален пожарникар, и постариот син успеале да ја избегнат кобната судбина. Сочувство до семејството Велиновски упатува и телевизија К3. Општинската организација на СДСМ исто така организира хуманитарна акција за настраданите семејства во поплавените подрачја кои го зафатија Скопскиот регион. Акцијата ќе трае наредните неколку дена. Граѓаните кои што сакаат да помогнат ќе имаат можност тоа да го сторат во просториите на партијата од 11 до 18 часот. Помагаме бидејќи најнеопходна помош на луѓето кои што се погодени е вода за пиење, конзервирана храна и секакви останати средства кои што може да најдат како прва помош на семејствата кои што се погодени. Како што знаете, општината Куманово денеска начело со градоначалникот испрати и техничка помош во дел на камиони, во дел на пумпи, во дел на цистерни, во дел на вода за пиење. Нашата младина, односно локалниот клуб на социјалдемократска младина вечерва ќе се приклучи на акцијата на граѓани за помош на починатите и на семејствата погодени од несреќата. Она организација која што минатата година учествуваше во помош на погодените од Босна и Херцеговина и Република Србија. Како партија ќе бидеме присутни, сакаме да го изразиме искреното жалење за починатите, за семејствата кои што се погодени. Кумановци се секогаш тука кога е во прашање хуманоста. Вода, храна, средства за лична хигиена се само дел од она што го донираа за луѓето од поплавените подрачја. Во поранешен комитет е поставен пункт од страна на Црвениот крст, од каде апелираат до сите да помогнат колку можат, бидејќи секоја помош е добре дојдена. Кумановци уште еднаш ја покажаат својата хумана страна, кога таа е најпотребна. Храна, вода, средства за лична хигиена се само мал дел што донираат за луѓето од поплавените подрачја во Скопје. Црвениот крст има поставено свој пункт каде граѓаните донираат кој колку може, а кои воедно се задоволни од собраното досега, но сепак велат дека може уште многу повеќе. Од сабале временските услови беа премногу лоши, сепак одзивот е многу голем. Имаме најавено од повеќе невладини организации кои ќе дојдат после попладневите часови да достават собирани материјали, вода, храна и бебешки пелени и кашички. А досега најмногу се донираше вода, бидејќи тоа беше приоритет, вода и конзервирана храна. 7 дена ќе бидат поставени пунктовите. Тие беа поставени најпрвим пред Центарот за култура Трајко Прокопиев, но поради лошите временски услови тие се префрлени во просториите на поранешен комитет. Ка ги повикувам сите, уште еден апел до нашите сограѓани, Кумановци да ја покажат својата хуманост на дело. Инаку повеќе фирми од Куманово се заинтересирани да донираат и се очекува нивната помош да пристигне во секој момент.
И од Општинската организација на Црвен крст открива Паланка информираа дека од 8 до 16 часот во нивните простори ќе биде отворен пункт за собирање средства и помош за настраданите. Во координација и со насоки од Црвен крст на Република Македонија, во просториите на Општинската организација Црвен крст Крива Паланка отворен е собирен пункт. Оттаму апелираа сите граѓани во рамки на своите можности да се солидаризираат. Секретарот Дарко Пешовски информира дека според информациите од терен, потребно е да се донира она што е најпотребно во моментот: конзервирана храна, бебешка храна и пелени, вода за пиење, средства за хигиена и средства за дезинфекција. Заинтересираните правни субјекти и граѓани дополнително може да се вклучат и со обезбедување на парична помош на жиросметка на Фондот за солидарност или со донирање 100 денари со повик на телефоните 075 070 или 077 143 400. Пешовски апелираше во активностите за донирање на хуманитарната помош да се следат инструкциите на надлежните институции и Црвениот крст на Република Македонија со цел поефектно справување со последиците од природната катастрофа. Според него, сите кои сакаат да донираат пакет вода за пиење, препорачливо е средствата за тоа 100 денари, доколку се во можност да ги донираат на телефонските броеви. Нема опасност од изливање на реките од своите корита на подрачјето на општина Куманово. Воспоставен е контакт со општините зафатени од невремето и испратена е првична техничка помош. Нема опасност од изливање на реките од своите корита на подрачјето на општина Куманово. Покачувањето на водостојот е незначително. Браните Липково и Глажња се уште имаат капацитет за прилив на вода. Ова се дел од информациите кои денеска ги презентираа надлежните од Општинскиот штаб за заштита и спасување Куманово на вонредната седница на Советот на општината. На територијата на нашата општина не постои опасност од изливање на реките. Тие се добро исчистени во претходната акција пролетна и претходна есенска за чистење на речните корита. Врнежите кои ноќеска ја зафатија територијата на општината не предизвикаа никакви последици. Одржан е координативен состанок на кој присуствувале представници од општината и регионалниот центар за управување со кризи Куманово, пошто донесен е заклучок внимателно да се следи состојбата со врнежите во Куманово и соседните општини и да се преземат соодветни мерки во соработка со РЦУК и Дирекцијата за заштита и спасување. Во текот на вчерашниот ден по одржаниот состанок договорено е јавното претпријатие Водовод да ги провери шахтите на улиците Октомвриска револуција, Дуне Божинов, Народна револуција и Никола Тесла. Општината испрати првична техничка помош за градот Скопје. Остварен е директен контакт со јавните претпријатија на град Скопје за усогласување на активностите. Се наведува во информацијата на Општинскиот штаб за заштита и спасување. Православните христијани го слават празникот Свети преподобна маченичка Петка. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи, но и од многу болести. Со нејзиното име се поврзани и чудотворни икони и многу лековити води наречени петочни. Од тука и празнувањето на петок како посебно тежок ден во неделата. Според календарот на Македонската православна црква, односно според јулијанскиот календар, денеска е 26 јули, денот кога православните христијани го слават празникот Света Петка. Култот кон Света Петка летна кај нашиот народ е многу раширен. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи, но и од многу болести. Со нејзиното име се поврзани и чудотворни икони и многу лековити води, наречени петочни води. Од тука е и празнувањето на петокот како посебно тежок ден во неделата. Битно е да се нагласи, таа се разликува од Светата преподобна Параскева, значи што е црквата, што црквата е посветена, се слави на 27 октомври, значи тоа се две различити личности со едно исто име. Но меѓутоа традицијата веќе за прославување на овој празник е од 1926 година, така да е вдлабоко вкорената во нашиот народ, на починувањето на маченичката. Црквата го празнува добродетелниот живот на самите светители и како еден така, да кажам така, во наводници парадокс, затоа што ние го славиме денот кога починала, не денот кога се родил некој светител, но меѓутоа тој се раѓа за Царството Небесно. Тоа е и суштината на празникот, да се угледаме на тие личности кои му угодиле на Бога, да ги земеме како пример во нашиот живот и ние исто на таков начин да се
уподобиме на Бога и да го добиме Царството Небесно како што и тие го добиле. Црквата Света Петка во Бедиње денеска беше претесна за да ги собере сите верници кои дојдоа да се помолат пред се за себе и за своите најблиски, за здравје, среќа, мир и благосостојба. Беше одржана божествена литургија каде беше присутен митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф во сослужение со свештените лица од Кумановската епархија. Многу убаво представува овој празник, најголем празник, златна Света Петка, нека дава здравје и среќу на млади, на стари, на сви. Празник како сите празници, овај представува за нас на старински обичаи, друго све си терamo. Како го имате ли некој посебен обичај за денеска? Не посебен обичај, пошто пуно празници гледаме, сите празници си ги проводимо, обично си ги протерamo. Редовно ли доаѓате во црква? Редовно. Секоја година, кој како си дојде празник и празнуваме си. Оваа параскева беше родум од Рим. Родителите ја беа христијани, така што од мали нозе ја воспитаа во Христовиот дух. Кога и умреа, родителите го раздели својот имот на бедните. Со голема ревност го проповедаше Словото Божјо, не криејќи се од никого. Така и стигна до Римскиот суд. Неколку пати беше предавана на маки, но Господ ја исцелуваше на чудесен начин. Најпосле некој кнез стара си и ја отсече главата. Моштите и беа зачувани, а подоцна пренесени во Цариград. Пострада за Христа во вториот век. Европол предупредува за засилени активности на трговиите со луѓе во Грција. Повеќе од 3000 пожарникари во Португалија се борат со 160 пожари, од кои 8 се оквалификувани како големи, соопштија локалните власти. Најмалку 57 лица загина, над 100 се повредени при бомбашки напад пред влезна болница во пакистанскиот град Квета. Ова се вестите од светот за денеска. Европол алармира за засилени активности на трговците со луѓе во Грција. Европската полициска служба Европол ги предупреди властите во Грција за промена на начинот на действување на трговците со луѓе, кои се обидуваат да извлечат корист од илјадниците бегалци и мигранти кои се блокирани со тоа што им предлагаат да ги изнесат од земјата со фалсификувани документи, пишува весникот Етнос. Весникот прецизира дека предупредувањето за постоење мрежи од трговци со луѓе кои во последно време ги зајакнале своите активности било упатено неодамна од шефот на Европол. Во врска со тоа се споменуваат случаи на апсење на 2 жени од Иран со фалсификувани документи во градот Ханија на островот Крит при обид да замине од земјата со авион за Дизелдорф. Сличен инцидент бил регистриран на островот Лесбос, каде властите задржале жена од Никарагва и маж од Либан, кои се обиделе со фалсификувани документи да влезат во земјата. Апсењата биле извршени на островите Крит, Крв, Закинтос и Кос. Во состојба на готовност сме ги зајактивме патролите со цел да ги спречиме бегалците и мигрантите да го напуштат островот, изјави Етнос, представник на грчката полиција. Трговците со луѓе ги зајакнале своите активности и по затворањето на импровизираниот камп во Идомени, при што се регистрирани за честени обиди за незаконско минување на границите со Македонија. Податоците на Европол покажуваат дека европската полиција регистрирала околу 50.000 лица осомничени за трговија со луѓе, при што листата во првите 6 месеци од годината е зголемена за уште 7.000. Осомничените лица се од над 100 националности. Само минатата година соработката на мрежите на трговци со луѓе изнесува над 5 милиарди евра, додава вестникот. Повеќе од 3000 пожарникари во Португалија моментално се борат со 160 пожари, од кои 8 се квалификувани како големи, соопштија локалните власти. Природните непогоди на северот од земјата, кои избумнаа во петокот, својата кулминација ја достигнаа вчера вечер. Во околината на градот Авеиро се ангажирани 370 пожарникари, 5 авиони и 1 хеликоптер, кои се борат со 3 големи пожари. Пламените јазици представуваат закана за околните згради. Десетици жители и туристи се евакуирани, а сообраќајот е во застој. Над 200 пожарникари и 1 хеликоптер ги гаснеа двата големи пожари во округот Вијана ду Каштелу. Пожарот близу градот Порто пак е веќе изгаснат. За денеска и за утрешниот ден за голем дел од северна Португалија е објавен висок ризик од нови пожари. Најмалку 57 лица загинаа, на 100 се повредени при бомбашки напад пред влезна болница во пакистанскиот град Квета, соопшти полицијата. Постои стравување дека бројот на загинати ќе расте. Началникот на полицијата во провинцијата изјави дека постои можност експлозијата да ја предизвикала бомбаш самоубиец, а истрагата се уште е во тек. За сега никој нема преземена одговорност за инцидентот. Експлозијата се случила веднаш откако во здравствената установа било донесено телото на истакнатиот адвокат Билал Каси пред селото на адвокатското здружение во Белуџистан, кој бил застрелан
убиен претходно во друг напад. Пред болницата се наоѓале голем број адвокати кои пристигнале да изразат сочувство за убиениот колега како и новинарските екипи. Чуварот на мрежата на македонската ракометна репрезентација Борко Ристовски официјално стана нов голман на Барселона. Од новата сезона македонскиот репрезентативен голман ќе ги брани боите на Барселона. Борко Ристовски ќе биде тимски колега на нашиот десен бек Кирил Лазаров во редовите на каталонскиот гигант со 2-годишен договор. Поранешниот член на Металург, Јук, Вардар, Кретеј, Алахли, Рајн Некар Ловен во својата кариера, чуварот на мрежата веќе има настапувано во Шпанија за екипите на Теукро и Алгесирас. Борко Ристовски, македонскиот репрезентативен голман, ја задолжи 12-ката во каталонскиот клуб, а нови имиња се и шпанските репрезентативци Жоан Саубич и новото топ засилување на левата крилна позиција Валеро Ривера Јуниор. На Олимписките игри од третиот надпреварувачки ден го издвојуваме поразот на Ѓоковиќ од Дел Потро. Рафа Надал и Енди Мари покажа дека се во одлична форма на стартот од овие Олимписки игри, леосто триумфирајќи на своите први мечеви од тенискиот турнир во Рио де Жанеиро. Надал се мачеше со повреда на последните неколку мечеви, но шпанецот делуваше моќно на вчерашниот дуел со Делбонис, декласирајќи го својот противник со убедливи 6:2 и 6:1. Енди Маре немаше никакви проблеми во пресметката со Виктор Троицки, исто така триумфирајќи со максимални 2:0 во сетови. Изненадување немаше ниту на женскиот дел од турнирот. Серена Вилијамс ја совода Гаврилова со 6-4 и 6-2. Кербер беше подобро од Дуке Марина од Колумбија, додека Квитова лесно ја совода унгарката Бабош. Неголемото изненадување на турнирот го приведи Дел Потро, кој после голема борба неочекувано го елиминира Новак Ѓоковиќ со 7-6, 7-6. По завршувањето на дуелот, светскиот рекет број 1 истакна дека е во најтешкиот момент во неговата кариера. Што се однесува до другите спорти, внимание привлекоа кошаркарските мечеви во кои се случија неочекувани резултати. Домаќинот Бразил, иако голем фаворит против Литванија, сепак доживеа пораз со 72-66. Победата на литванците е сосема заслужено, ако се земе во предвид дека во еден момент има предност од 30 кошиви разлика. Во вториот дуел во интересна завршица, Хрватска славеше против европскиот првак Шпанија, што најавува дека турнирот на Олимпијадата ќе биде мощно интересен. Роберто Мачини повеќе не е тренер на Интер откако на раководството на клубот од Милано се договори со агентот на трофејниот стратег за раскин на договорот. Односите помеѓу Мачини и екс-газдата Тохир беа затегнати повеќе известно време, а откако новите доминантни собственици и представниците на компанијата Сунинг застанаа за Тохир, стана јасно дека екс-стратегот на Фиорентина, Лацио и Манчестер Сити ќе нема место на Џузепе Меаца. Преговорите меѓу двете страни траја неколку дена, откако поојачаните игри на пријателските средби стана јасно дека Интер е далеко од посекуваната форма под водство на Манчини, за досна вечерва да биде обделнато дека договорот е раскинат. Манчини нема да го води утринскиот тренинг на Неуроазурите, а се очекува во текот на утрешниот ден да биде промовиран и новиот тренер Франк Дебур. Холандскиот стручњак имал средба со представниците на Интер, на која е била договорени условите за соработка, а како што јавуваат италијанските медиуми, тој веќе се наоѓа во Милано и е подготвен за промоција на Џузепе Меаца. Дебур ќе подпише 3-годишен договор за плата од 4 милиони евра по сезона, а се очекува да добие 70 милиони евра за нови фудбалери, како и евентуална сума што клубот би ја добил од продажбата на Мауро Икарди, доколку Гугетерот си замине од Интер. Јувентус во пријателски меч славеше на Вест Хем со 3:2 среде Лондон, напревар кој ќе остане запаметен како деби на Гонзало Игуин во дресот на старата дама. Аргентинецот пристигна лето во Јувентус од Наполи за сума од 96 милиони евра, а по планува прв пат се појави во тимот на Масимилијано Алегри, влегувајќи во игра во второто полувреме. Тој не успе да се запише во листата на стрелците, а улогата на херој имаше Симоне Заза, кој се наоѓа на заменување од клубот, но тоа не му пречеше да го постигне победоносниот погодок во завршицата од средбата. Претходно Јувентус поведе со 2:0 по изворено функционирање на тандемот Манџукич Дибала, а Вест Хем изравни со двата погодоци со глава на Енди Керол.
И денеска Македонија според управата за хидрометеоролошки работи ќе биде под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса што доаѓа од Медитеранот. Таа се движи кон север и Република Србија. Попладнево нестабилно со повремен пораен дожд и грмежи на југот и југозападот на земјава. Од управата предупредуваат на електричните празнења да не се предстојува на отворен простор и под осамени дрвја и да не се користат мобилните телефони. Туку е крајот на дневникот. Останете со К3.